Каков е односот помеѓу вината и казната? Дали сите што се казнети претходно биле виновни и дали сите виновници се казнети? Кој е односот на казната и надзорот и дали се поголеми шансите дека доколку се случува интензивен надзор, тогаш и се поголеми шансите да се случи, односно да се спроведе казната? Кој е односот на казната и наградата со поединецот и неговата мотивација и како улогите во општеството кои што дистрибуираат казна, односно награда, се интернализираат во психата, односно во поединечниот живот и однесувањето на поединецот. За овие, но и за многу други прашања, денеска во емисијата Мој збор ќе разговарам со Сонја Угриновска, психолог од Центарот за психофизичко здравје Гаспар и со Александар Ковиловски, социолог и автор на книгата Рециклирање зад ѕидовите. Ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед, а темата на денешната емисија е илјада помеѓу казната и наградата. Ви благодарам на поканата. Мило ми е што сум гостинка во оваа емисија. Да ги разграничиме прво овие два поими. Вината е едно комплексно чувство кое што е присутно многу често кај човекот и скоро кај сите луѓе. Кај некои има тенденција повеќе да се појавува, кај некои помалку. Додека казната е последица за која што служи за модификување на однесувањето. Служи да ја демотивира личноста, да создаде непријатност кај неа или предупредување за непријатност или чисто да даде пример за другите за негативно однесување. Казната и вината не се секогаш во причинско-последичен однос, затоа што има исклучок. Например, некое однесување кое што е со казната сменето може да се повтори на идентичен начин, односно тоа да нема присуство на вина. Исто така може поради казната да се промени или модификува некое однесување и тоа е како резултат на непријатното исчекување кое што го очекува личноста или застрашување или едноставно се демотивира личноста за да не го направи повторно истото однесување. Во однос на вината е чувство кое што се јавува и самостојно и некои луѓе се посклони да чувствуваат вина, но тука се јавува и казна како себе казнување, односно некоја личност може да користи себе казнување за да си го олесни чувството на вина. Значи, вината може да постои и да нема казна ако тоа однесување е опростено од неа или од другите околу неа. Видете, за да почнеме да зборуваме за вина и за казна, мора најпрво да знаеме кои се виновниците и кои се казнетите. Многумина од нас сметаат дека криминалецот е различен од нас, останатите во наводници, и дека постои некој специфичен код или специфичен ген кој што го предизвикува да прави криминални дела. Науката, спротивно, тврди дека секој од нас во некоја фаза на ранливост, која што може да е предизвикана од било која форма на притисок, општествен или психолошки, може да направи кривично дело. Така да тоа е проблемот со кој што ние вработените во пенитенцијарните установи се соочуваме. Кога ме прашувате за вината и за казната, од овој аспект, значи мора да знаеме дека
престапникот многу често своите криминални дела и не ги гледа како престапи. Така. Иако, ако гледаме објективно и рационално, значи секој виновен не е секогаш казнет. И Така. секогаш казнетите не се секогаш виновни. Не само во Македонија, туку и во светски рамки, бидејќи тоа е можна само во некое утописко општество, во кое што постои нулти степен, односно нулти толеранција на корупција и каде што не постои човечка алчност за пари и за одредени бенефити. Јас како социолог ги имам прочитано сите тие теории и можам делумно да се согласам, меѓутоа не можам комплетно. Повеќе би кажал дека престапникот станува престапник кога ќе се најде, како што кажа, во некоја фаза на некоја ранливост. Значи, без разлика, тие ризични групи за кои што зборувам се младите, зависниците од дрога и од алкохол, лица кои што потекнуваат од семејство од разведени родители, односно каде што имале проблематични семејни односи, каде што немаат некој соодветен модел на однесување и така натаму. Така да повеќе сум застапник на таа теорија, отколку на таа дека цртите на личноста можат доволно да покажат дали некој е криминалец или не. Со коригирање на однесувањето се почнува уште од најмали години. Најпрво децата се однесуваат кон она што им е пријатно, а избегнуваат она што им е непријатно, а потоа се однесуваат според модел кој што го следат. Во помалите години личноста на детето е во развивање. Тука треба да се избегнува користењето на казна, повеќе ако нешто треба да се коригира, тоа да се прави со негативно подкрепување. Тоа значи лишување од нешто или намалување на наградата со цел некое однесување да се подобри, односно да се води кон позитивно однесување. Како што личноста на детето се развива и како детето повеќе го развива своето мислење, развива морално расудување, понатаму тоа си има стадиуми во развојот, може да го разбере причинско-последичниот однос и во тој случај, доколку се користи казна, треба да имаат во предвид воспитувачите или родителите дали ги разбира детето правилата, како и на кој начин ги разбира правилата. Сепак, користењето на казна како дисциплина мора да се однесува на однесувањето, а не на личноста. Бидејќи личноста не се коригира однесувањето. Значи, љубовта и топлината тука мора да биде присутна. Вака, државата е организирана заедница на луѓето која што и дала ингеренции на судската власт да одлучува за тоа дали ќе биде некој казнет или не. Значи, од правен аспект, судската власт е таа која што одлучува за казната и за типот на санкциите кон одредено лице. Меѓутоа, како што спомна, постои еден неформален фактор, а тоа е примарната социализација, која се одвива во рамките на семејството, на групата на врсници, на училиштето, која што и тоа како влијае на тоа индивидуата да ги интернализира некои вредности кои што треба да бидат правилни, односно кои што треба да ги почитува. Овде детето учи што е правилно и што е исправно, а што не е, што треба да се почитува, а што не треба да се почитува. Погрешната примарна социализација води кон тоа индивидуата да создаде некои погрешни перцепции на светот, кои што ги нарекуваме когнитивни дисторзии, односно тоа се искривени погледи на светот кои што водат понатаму кон можна појава на или односно развој на девијантни ставови кон светот. Така да на страна од судската власт, примарната социализација е најбитниот фактор кој што треба да влијае на индивидуата да се однесува онака како што е општествено прифатливо. Ние претпоставам дека подоцна ќе зборуваме и за ресоциализацијата, меѓутоа пред да стигнеме до ресоциализација, примарната социализација е најбитниот фактор кој што треба да се водиме. Тоа зависи од природата на казната, колку може, каква е природата, колку може да ја демотивира личноста, колку може да
го оформи моралното расудување и колку може да исплаши во следниот чекор да не направи грешка. Многу општества, освен казната, заеднички имаат и спроведуваат и ресоциализација и социализација. Тоа е присутно во повеќето општества. За разлика, исклучително има и постоеле некои општества каде што се користи казна и тие казни се тешки, брутални, грозни, па може да донесат и до поголемо психичко или физичко потешкоти, односно последици врз личноста. Значи, со социализација треба и со едукација, значи помагање да се разберат правилата, треба да се почне многу порано од самиот чин кога треба да се почне, односно кога се спроведува казна или предупредување од казна. Образованието се одвива само во училишните клупи, Така. додека социализацијата е секаде околу нас. Така да групата, ние кога ќе излеземе надвор, не сме веќе во училишните клупи, имаме сосема поинаков тек на настаните и сосема поинаков тек на воспитување. Ова е прашање кое што важи само за исклучиви ситуации, може да размислуваме како би било, секако имало можеби и некој случај што тоа го покажува. Користењето само на казна доведува до психолошко нарушување на личноста. Значи, таа личност не била во ситуација да свати како е да и биде опростено и како да опростува. Може да се соочи со намалена самодоверба и верба кон другите, намалена самопочит, потоа може да развие голем број на одбранбени механизми, како што се компензација поради немоќ и поради некомпетентност, преголема рационализација и потреба за контрола, големо потиснување. Исто така, користењето и на овој начин, ако се користи само казна, може да создаде негативен модел, односно модел по примерот кој што го гледа, а исто така може и да не создаде свој собствен идентитет. Така да овие исклучителни ситуации носат поголеми психолошки реперкусии по една личност. Во однос на, од друга страна, само наградување. Тоа многу зависи и тука се отвара прашањето дали таа индивидуа може да научи нешто за негативното, гледајќи модел на негативно однесување, и дали може преку наблюдување на тој модел, дали има услови тоа да го наблюдува и на некој начин да го интроектира во своето однесување и во својата личност. Се случува и да не се користат казни, например родители со деца, но во никој случај не сме наместо казна да се користи награда поради негативно однесување. Например, родител со дете кое што го тепа брат му, може да му каже: зошто го тепаш твојот брат, ајде остави го, дојди да ти ја пуштам омилената игра на телефон. Значи, доколку не се користи казна и не би требало за негативно однесување да се користи и награда. Па зависи како ја сваќаме ресоциализацијата. Ресоциализацијата треба во основа да не се сваќа како казна. Туку дури би кажал повеќе како награда, затоа што осуденото лице веќе, зборуваме за осудено лице, добива обука за тоа како да се справи со проблемите со кои што се соочувала во секојдневието. Значи, ние во ресоциализацијата го земаме, односно го земаме лицето од некоја средина, од надворешната средина и го ставаме во одредено место, во овој случај казнено поправна установа, да, во која што е под постојан надзор, меѓутоа и под постојана обука од страна на вработен персонал во затворите, кој што треба да го изнесе на вистинскиот пат. Се разбира, овој процес не е така едноставен како што сега јас го кажувам. Постојат многобројни внатрешни и надворешни фактори кои што создаваат пречки во процесот на ресоциализација, кои што од внатрешни можеме да ги слободно да ги спомнам: недостатокот на кадар во
казнено-поправните установи од надворешните можам да ја спомнам поспеналната помош, која што скоро и да не постои посебно во Македонија. Да, точно е дека и наградата и казната допринесуваат за некое однесување да се подобри или некое негативно однесување да се намали. И наградата и казната се надворешни мотиватори. Тука треба да зборуваме нели колку е важна и внатрешната мотивација. При користење на награда едноставно оној кој што работи или кој што придонесува, кој што прави некоја активност, тоа е еден плюс за него. Според многу автори, оние кои што постигнуваат нешто, тоа најмногу го прават заради љубов и задоволство кон самото она нешто што го прават. Ете, например, ако кажеме за двајца тенисери кои што играат на еден спортски надпревар, или за првенство, кога едниот ќе го освои резултат, самото освојување, самиот резултат е она што нему му носи задоволство и поттик за понатаму, додека пехарот е нешто плюс. Исто така уметниците знаат внатрешно да се мотивираат и да работат безпрекорно на тој начин што не размислуваат за многу за наградите. Еве и уште еден пример. Дете кое што постојано во школа наградувано, според авторите психолози прераснува во една сосема просечна личност. Сето тоа ни покажува дека внатрешната мотивација е многу поважна. Еве и за казната, како може некој да се мотивира, ќе кажеме нешто, например, во институциите се покажало дека ако им се намалат бенефициите или почетно ако се предупредат вработените дека нивните бенефиции ќе се намалат, тие покажувале поголема ефикасност. Ова покажува дека и применувањето на казната до некаде може да ја мотивира личноста. Но тука да не заборавиме дека при казнувањето се јавуваат конфликти, се јавува стопирање на прогресот, значи овие конфликти може да влијаат на внатрешната мотивација, се јавува чувство на лутина и срам. Кога зборуваме за стимулација, би сакал да го дообјаснам процесот на ресоциализација, како што кажавте, на едно поабстрактно ниво. Ресоциализацијата изјавува дека начинот на кој што ние го перцепираме светот не е само општо восприемање на информациите кои што ги добиваме, туку зависи од начинот на кој што ние сме научени да ги толкуваме тие информации. Со други зборови, криминогеното поведение е научено поведение. И како што престапникот научил да се однесува на тој и тој начин, така истиот тој може да се научи и на просоцијално поведение. Тоа е основната теза од која што настапува процесот на ресоциализација и сметам дека тоа е многу благородна тема, многу теза, многу тешко остварлива, меѓутоа секој вработен во казнено-поправните установи, мислам дека е среќен кога ќе слушне дека некој осудено лице некаде се снашло во надворешната средина. Еднаш имавме една дискусија на јавна дебата за
за тоа дали човекот е добро суштество или е лошо суштество. Сметам дека човекот се раѓа како табула раса, како празна табла, и ќе се навратам на претходниот мој одговор. Значи, ако човекот се научи да има страф од казна, ќе има страф од казна. Ако човекот се мотивира со награди, ќе функционира на тој начин. Од тој аспект можам да кажам дека според тоа мотивацијата е зависна од тоа ние како сме научени да го перцепираме светот. Кај човекот, кога има чувство дека е наблюдуван или дека некој го следи, тука има тенденција да се однесува поинаку. Согласно на тоа, доколку има надзор, доколку тоа е случај, например, и при камери или наблюдување, може индивидуата да се однесува поинаку, односно да избегнува да прави прекршок, односно се демотивира да постапува неправилно, со тоа и да избегнува казни. Да, емпириски е покажано дека луѓето кога се наблюдувани се однесуваат поинаку, бидејќи знаат дека некој ги наблюдува и тогаш се однесуваат социјално поприфатливо, значи со пожелно однесување, а различно се однесуваат кога не се наблюдувани. Јас сум застапник на теоријата дека казната и надзорот мора да бидат поврзани. Тие се нужно поврзани. Човекот се раѓа како социјално, меѓутоа повеќе се раѓа како природно суштество со своји нагони. Доколку не се научи да ги контролира тие нагони, тоа ќе имаме проблем. Значи, ќе имаме насилства, разбойништва, силување и така натаму. Значи, надзорот е можност да го надгледуваме развојот на поединецот во секоја смисла. Од овој аспект можам да кажам дека, зборам сега конкретно за осудените лица, мора да бидат под одреден надзор. Овој надзор го подсетува не само осуденото, туку и сите лица не подсетува нас дека дека постојат правила кои што ние мора да ги почитуваме. Како што кажав, доколку не постои тој надзор, можеме да имаме проблем и секој да може да го толкува законот како што сака. За жал, јас сум го читал Фуко и се согласувам со него дека надзорот може да се злоупотреби и да биде искористен во некоја до тој степен што може да навлезе длабоко во психата на индивидуата и до неговата длабока интима, што понатаму може да доведе до несогледливи последици во развојот на личноста. Меѓутоа, сепак сметам дека некоја форма на контролиран надзор на поведението на луѓето мора да постои, за да дојдеме до некој степен да кажеме дека сме станале добро општество за живот на се. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници, со Сонја Угриновска, психолог од Центарот за психофизички развој Гаспар, и со Александар Ковиловски, социолог и автор на книгата Рециклирање зад ѕидовите, можеме да заклучиме дека односот помеѓу вината и казната не е секогаш причинско-последичен. Односно, може да има вина, а да нема казна, и може да има казна, а да нема вина.
Постојат поединци кои што повеќе или помалку се мотивираат или демотивираат од наградата, односно од казната. Меѓутоа, сепак, најважна е внатрешната мотивација. Општествените фактори и улоги кои што дистрибуираат казна и награда се третираат како надворешни фактори кои што повеќе или помалку во зависност од профилот на поединецот може да се интернализираат во психичкиот живот и во однесувањето на поединецот. Односот помеѓу надзорот и казната е исто така тесно поврзан, но секако мора да заклучиме дека свесноста дека некој сведочи на нашето однесување и на нашите постапки значително го менува нашето однесување и не тера или не мотивира да се однесуваме социјално пожелно. Почитувани, ја следевте емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема илјада помеѓу наградата и казната, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.